Lakomosta poголема од совеста и одговорноста, Пехчевски напредок намерно откаран во стечај. Вината за тоа полицијата ја лоцира во 3 лица од Скопје и 1 од Пехчево. Двајца од нив во својство на неизвршни членови на одборот на директори, заедно со директорот донеле одлука за продажба на имотот на предпријатието. Оно што тие го одлучиле надвор од сите законски процедури, во пракса го спровел четвртиот, во тоа време извршен член на одборот. Извршил продажба на имотот на Напредок и добиените парични средства, неосновано повикувајќи се на непостојачки позајмици од сметката на Напредок АД Пехчево, ги префрлил на трансакцијски сметки и тоа на прво пријавениот и второ пријавениот и керката на второ пријавениот и на трансакцијските сметки на правните лица Политехна, Благое ДОЕЛ Скопје и на ЛЕАД ДОО Скопје. Вкупно на своји сметки од незаконската продажба на Напредок се префрлени близу 12 милиони денари. Во меѓувреме на адреса на Напредок пристигнале фактури за наплата на реалните трошоци и набавениот материјал кој предпријатието не можело да ги плати. Трето и четврто пријавените како управители со непреземањето на нивните законски обврски за наплата на доспеани побарувања во износ од околу 40 милиони денари, како и со обезвреднување на имотот преку признавањето на горе наведените фиктивни позајмици, дозволиле друштвото да стане инсолвентно, со што предизвикале над истото да се отвори стечајна постапка. Поради ова четворицата кои му пресудиле на Напредок од денес се со кривични од полицијата и тоа за злоупотреба на службената положба и овластување, предизвикување стечај со несовесно работење и оштетување или повластување на доверители. Инаку Пехчевски Напредок своевремено беше една од најдобрите фирми во Малешевијата за производство на дрвна и метална галантерија. Фирмата во 2005 од Стопанска комора е наградена како фирма која во 5 последователни години постигнала континуиран напредок и проширување на производството. Веќе во 2011-та таа мора да стави клуч на врата поради несовесноста на оние кои требало да водат сметка за нејзиниот развој.